Нема место за паника. Се работи за болест за која што ние важиме за ендемско подречје. Изјави денеска председателот на Комисијата за заразни болести, професор доктор Александар Петличковски, по неколкуте случаи на заразени од конгохеморагична треска. Колку што може да биде спремна една држава за ваква ендемска болест, сме спремни, но повторно сакам да апелирам дека апсолутно нема потреба од плашење и од паника, затоа што ова болест не е болест која се пренесува лесно, пренесувањето е исклучиво по пат на каснување од крлеж кој што е заразен со вирусот. Крлеж има многу, особено во летните месеци. Ова затоплување глобално исто така допринесува за нивна поинтензивна активност, меѓутоа не е секој крлеж заразен со некој вирус. Не се забранува на граѓаните да излегуваат во природа, но задолжително е да се заштитат. Ова се однесува на следнава категорија на граѓани, посочува Петличковски. Риболовците, ловците, сточарите се особено изложени на оваа опасност и исто така здравствените работници се другата голема група кои заради контакт со телесните секрети, крварења, бидејќи оваа болест е поврзана со напрасни крварења, тие се поизложени здравствените работници и треба да мислат, односно да се заштитуваат повеќе при контакт со сомнителни случаи. Во каква состојба се заболените од конгохеморагичната болест? Болничарката е во сосем добра состојба. Вака размислувањето е дека за неа кризата е помината и се очекува комплетно опоравување. Третиот пациент, рибарот од Велес, е во добра состојба во моментот, меѓутоа има уште неколку дена во кои може да се случи промена. Се надеваме дека до тоа нема да дојде и повторно доколку дојде до влошување на состојбата, терапијата е тука, така што исто се надеваме на добар развој тука. Смртта на младата девојка од карбинското село Кучица, како последица од каснувањето на крлеж и заразата со вирусот, ги активира надлежните повеќе внимание да посветат на превентивата од оваа болест, чиј морбитет е 40%.